very much. Very unplugged to live. Мислам дека ова е една од основните вредности што еден документарен филм треба да ги носи. Етичкиот пристап на авторот, значи каде е границата меѓу манипулацијата и потрагата по вистината и колку во тој обид да се раскаже приказната и да биде допадлива за публиката, се крши кодексот на етичките вредности кон личностите за кои се зборува во филмот или темите се едно. Така да, она што особено требаше да го анализираме, колку филмовите влегуваат во пропаганда или не, колку авторот манипулира со своите вистини, со различните агли на вистината и беше прилично и креативно и интересно. Pa evo, mi smo upravo završavamo višečasovni sastanak koji smo imali. Sastanak je bio Balkanske dokumentarne distributivne mreže i pravimo razne planove za sljedeću godinu. Makedoks kao jedan od partnera i Slobodna zona planiraju da zajedno s ostalim partnerima formalizuju ovu saradnju. Bilo je reči o promociji koju bi trebalo da napravimo zajedno na filmskom festivalu u Berlinu i Leipzigu i o pokretanju web platforme koja bi trebalo da se razvija u narednim godinama za čitav region. Најпрви атмосферата е одлична, луѓето што доаѓаат тука се одлични, ние имаме шанса да запознаеме многу луѓе од целиот свет, најпрви од Балкан, тие што не се нас најблиску. Тоа значи за нас нови контакти, нови можности. А после се друго морам да пофалам селекцијата на филмови, не само во нашата програма, туку и целосната програма, каде што се прекрасни филмови кои што како и од луѓето и од нив може да научиме нешто. Нивото на апликации за документарен филм се движат прилика колку за играните филмови. И ние секоја година поддржуваме дури повеќе, по број повеќе документарни филмови отколку играни, затоа што за играните филмови многу повеќе пари се даваат. Но секоја година просечно поддржуваме некаде од 7, 8 до 10 документарни филмови. Од оваа година со 2 конкурси годишно ќе одиме и малку понапред, бидејќи буџетот за филм се зголеми. Од друга страна очекувам многу поголема ангажираност и поголема упорност на нашите автори да не останат само во Македонија, туку да ги аплицираат своите филмови на меѓународни фестивали и да бркаат поголеми награди. And there is a solid audience for documentaries, real solid people who love documentaries. I know from the documentary film festival in Israel how popular it is every year. I know that we produce in Israel about 60 documentaries every year, many of them longer documentaries. There is a solid financing, there's an audience, and I don't think it's going to die. I think it's a kind of a counter to some of these nonsense stories. And also I'll tell you, I finance a lot of feature films, narrative, full-length feature films. But I can tell you, and this I say out loud, the documentary filmmakers are much more engaged as people, much more politically aware, much more curious, and much more connected with the day-to-day life than the feature film the filmmakers who are very much into their own stories. And I think that as people, they are really, in a way, more political, more involved, more engaged, also as human beings.